Не е така. А ќе дојде и таа ќе ја поканиме. Добро вечер на сите присутни. Јас сум Груевска Анета, член и поддржувач на граѓанската иницијатива и би сакала со вас да споделам едно моје искуство кое се однесува на македонскиот јазик и на неговата секојдневна употреба во комуникацијата помеѓу самите граѓани кои живеат во оваа земја. Имено пред повеќе од една седмица имав можност на клиничкиот центар да се сретнам со две млади албанки и бидејќи имав потреба нешто да прашам, јас им се обратив на македонски јазик. Меѓутоа, бидејќи тие не ме разбраа што им говорам, ми возвратија на албански јазик. Бидејќи не можевме нормално да се разбереме, на крај една од девојките ми се обрати на англиски јазик со желба и со можност дека ете можеби на тој начин ќе успееме да се разбереме. За жал, ова е реалната слика за тоа во кој правец се движат работите во Република Македонија. На меѓуетничка основа и комуникацијата која имаат граѓаните од различните етнички заедници кои живеат тука. Уставот и законите во Република Македонија им овозможуваат на припадниците на помалите етнички заедници, уште од најраната возраст, од предшколската возраст, во градинките и понатаму во основните училишта, средното образование и во високото образование, да тие се школуваат на свој мајчин јазик, меѓутоа, не изучувајќи го при тоа и македонскиот јазик, не говорејќи го, бидејќи македонскиот јазик е тој што не обединува, македонскиот јазик е службен јазик на целата територија на Република Македонија и државотворен јазик со помош на кој што ние треба заедно да живееме, да комуницираме и да твориме.